околу целта на овој меѓународен научен собир, кои се се присутни и што ќе бидат Каде има учесници, колку трудови и тоа? Па добро, целта на овој меѓународно научен стручен собир е инклузивното образование, значи актуелна тема во нашата држава. Целта е да се подобри образованието на децата со посебни потреби, нивното вклучување во редовните установи, регулирање на тоа вклучување со правилници, подзаконски акти. Значи овде на овој меѓународно стручен собир се присутни стручни лица, дефектолози, логопеди, наставници кои што работат со децата со посебни потреби, нивните родители, значи имаме представници од родителите, како што видовте и самите деца со посебни потреби на приредбата, значи сите заедно во текот на овие 2 дена ќе ги разгледаме актуелните состојби кои што се случуваат во нашата држава во образованието, дадеме предлог мерки, значи присуството на Министерството како покровител на оваа наша манифестација дава на тежина дека тие предлози кои што ние како стручни лица ќе ги донесеме ќе бидат понатака проследени и имплементирани од нивна страна, но имаме и представници од земјите од суседството, од бившите југословенски републики, од Бугарија, значи представници кои што ќе ни го покажат искуството во нивните земји, како е кај нив, каде се стигнати тие, значи ние имаме сознание дека се на едно понапредно ниво од нашето, така да ќе ги примениме нивните искуства, ќе видиме што има тие да ни кажат и така сте заедно во текот на овие 2 дена ќе донесеме заклучици и препораки. Накратко, само да ни кажете за инклузивното образование, каква е состојбата во Македонија? Може да се зборува за инклузивно образование? Видете, може да се зборува за инклузивно образование, значи бидејќи со Законот за основно образование е овозможено запишување на децата со посебни потреби во редовното образование, значи станува збор за инклузивно образование. Родителот има право да го запише детето во редовното училиште, понатака училиштето, општеството е должно да ги обезбеди сите потребни предуслови за квалитетно напредување, квалитетен напредок во училиштето, во учењето на децата со посебни потреби. Значи, инклузивното образование се спроведува од 98 услови има, се уште сме за разлика од земјите од соседството и земјите од Европската унија на едно пониско ниво, но правиме напори да го подобриме тоа и да дојдеме до едно поквалитетно образование, да знаеме дека децата со посебни потреби ќе го добиваат она што како и сите деца, значи правото на редовно образование. Како стоиме со наставниот кадар? Па со наставниот кадар, значи знаете сите, тоа е потребата од вклучување на дефектолози во училиштата е актуелна. Таа се одвива со минатата година, значи имаше вработување на 12 дефектолози, има вработување на дефектолози на локално ниво, самите локални самоуправи си вклучуваат дефектолози, значи гледаат да се реши овој проблем, но знаете како, кога има нови вработувања не можеме наеднаш преку ноќ да имаме во секој училиште дефектолог, значи тоа ни следи понатака, ни предстои едно трансформирање, една нова организација на посебните училишта, посебно тие што се за ученици со полесни пречки, значи кои што би требало во иднина да даваат услуги во редовните училишта, значи посебните училишта ќе се постојат, но да можат да даваат услуги во редовните училишта на оние родители кои што одлучиле нивните деца да учат во редовно училиште. Значи правото за вклучување во училиште е на родителот, дали ќе оди детето во редовно училиште или во посебно училиште, нормално доколку не ги во редовното училиште посебните потреби на детето не се до таа мера изразени да ја ометне наставата на другите деца. Тоа не е случај. Hvala vi mnogo. Ви благодарам.